I така помина 3 месеци. Најпосле дојде пролетта. Баба Зима едно утро ја повика Марија. Марија! Еве сум, баба Зима. Дојде време да се вратиш дома. Пролетта доаѓа. Овде ми беше преубаво, би сакала повторно да дојдам, но сега е навистина време да си одам дома. Ти благодарам, баба Зима, за се. Мила тата! Не, јас треба да ти заблагодарам за тоа што ми помагаш. Довидување, Марија. Довидување, баба Зима. На Марија и беше малку жал што се разделува од баба Зима. Крај портата застана повторно да ја погледне и да ја поздрави. И тогаш се случи чудо. Што е ова? Што е ова, баба Зима? Ова е награда за твојата работа. Комисија престуката. Ти благодарам, баба Зима. Довидување. Марија брзо го најде патот до дома. Таа знаеше дека тоа е едно од волшебствата на баба Зима. Но во дворот ја пречека макеата, налутена како и обично. Каде си досега, мрстичке? Ама, мајко, гледај, носам многу парички. Веќе нема да се грижиме, ки живееме многу поубаво. Вистински пари. Од каде ги украде? Ама јас не ги украдов, ми ги даде баба Зима. Рече тоа е награда за твојата работа. Каква работа? Каде беше цело ова време? Кажувај. Ама веќе кажав, во куќата на баба Зима. Таму работев и добив награда. Елена, дојди брзо! Што ме будите толку рано? Не е рано, дојди брзо! Разкажуваме се по ред од почеток. Еве вака беше. Ете така беше. Елена, слушна? Сега брзо земај киклите и клопчето. Оди кај бунарот и направи се исто. И не се враќај без многу парички. Марија и раскажа се по ред. А Елена не беше воодушевена од тоа што и рече мајка ѝ, но сепак ја послуша. Отиде на пазарот и купи волница, а потоа се врати крај стариот бунар. Требало да плетам. Кој ќе плети сега? Еве веднаш ке се вотрам и ке скокнам во бунарот. Леле, колку е длабоко. Сега ова ќе го фрлам. Сега и јас да скокнам во бунарот. Елена знаеше што треба да направи се поред, тоа го запамети. Знаеше каде треба да дојди, но што требаше понатаму, таа не се сеќаваше. Знам
Glaде sam. Ама ова веќе не ми треба. Pomož, ќе ми помогне ли некој? Кој зборува, Јас, еболкницата, те молам, добро девојче, истреси ги моите гранки. Ке ми се скршат, премногу ми тежат. како да не, немам друга работа. Ке тресам јаболка. Колку мрзливо девојче. Помош, ке ми помогне ли некој? Кој зборува пак сега? Ние, лепчињата, те молиме добро девојче, извади ме од фурната, веќе сме готови, ќе изгориме. Можеш ли? Како да не? Ако да си ги изгорам рацете, не може. Ај, немам време. Ќе ја барам куќата. Мрзливо, девојче. Мрзливо? Ма јас не сум мрзлива, немам време, треба да ја барам куќата. Сега треба да ја најдам куќата. Ќе одам наваму. Елена шеташе долго време, ја бараше куќата на баба Зима, но не можеше да ја најде така лесно. Најпосле, пред стемнување, Сонцето заоѓа, веќе се стемнува. Ајде да ја најдем побрзо куќата на баба Зима. Што блеска толку многу, личи на куќа. Леле, баба Зима колку била богата. Ајде да тропнам, може би некој ќе ми отвори. Никој нема. Отворете, што чекате на слушатели. Доаѓам од вас. Добро вечер. Добра беше до сега. Од кога тропам? Потек ми се да влезам. Ми мириса на колачина и чем? Прегладна сум. Ти си Елена? Аха, од каде знаеш? Марија ми кажа, овде било многу убаво и јас сакам како неа да работам и да ми дадеш награда. Па тогаш добро, ке донесам во твојата соба, а утре започни со работа. Аха, почека само да се најавам. Ајде. Чекај. Елена остана кај баба Зима. Беше среќна поради тоа, зашто знаеше дека треба да изследува награда. Спиеше долго во убавата соба, но утрото не се разбуди рано, туку некаде околу пладне. Заборави да си ја среди својата соба, па влезе радозмело во собата на баба Зима. Требало да тресам постелнината секој ден. Зошто секој ден ги да проветрувам? Зошто? Леле, овде колку е високо. Што е ова? Снег. Кога тресам перницата, паѓа снег. Мразам снег. Марија секогаш му се радува. И другите деца. Не знам зошто, доволно е за денес. Сега да избришам прашина. Елена, баба Зима вика, изја појадо која го готов. Доаѓам! Што има за појадок? Ајде што чекаше, јадењето се олади. Па има многу работа, се измори. Прегладна сум. Елена, изглед баба Зима ќе биде без снег. И шо зошто треба да има снег? Сега да се одморам. И така помина неколку месеци. Баба Зима, кога забележа дека снегот се топи, тој што го имаше многу малку, и кога ластовичките се враќа,
Знаеше дека пролета е близко, па ја викна Елена. Елена, што е? Дојди пролет. Доаѓа време да се разделиме. Ох, одвај чекам. Ај, здраво. О, да не заборавиш наградата. Не, нема. Ај, чао. Ајде, што чекаш? Нека падне злато. Ајде, баба Зима, што чекаш? Нека падне злато. Што е ова? Какви се овие работи? Тоа е награда за твојата работа. Елена се враќаше дома, наместо со златна награда. Од портата на баба Зима и падна кал. Таа целата измачкана со кал, со плачење се врати дома, а незината мајка ја пречека. Се зачуди што е тоа. Што ти е, мила? Што си ваква? Ти си виновна, ти ме натера да одам таму. Не греши се кој изчисти ме. Што ти е, Елена? Не си ти виновна, туку таа е виновна, ти си виновна, ти ме натера да одам таму. Не сум ни јас виновна, не биде таква како досега, мрзлива, лоша и ќе видиш, се ќе биде подобро. За чудо, Елена го послуша советот на Марија. И по некое време, црнилото од незиното лице и облека се исчисти. Таа стана сосема друго девојче. Беше добра, милозлива, нежна, вредна. Ти благодарам, Марија. Гледаш, сега е се подобро. И ти благодарам тебе, баба Зима. Знам што сакаше да ме научиш. И не само Елена, туку и незината мајка стана многу подобра, се однесуваше со многу љубов и внимание и кон Марија. Пораката на баба Зима ја примија сите. И овде е крај на нашата приказна. Ве молам аплауз. Излезете сите да се поздравите и да ги поздравиме со аплауз сите што учествуваат. Добро, сега дајме да се поклониме. Пораката што сакаме да ја испратиме со оваа наша приказна е дека секој од нас чува добрина и љубов во своето срце. Само треба да ја открие и да ја дари некому. Зашто тоа е најголемото богатство што некого можеш да му го поклонуваш. И тоа безброј пати. Ви благодарам. Од нас толку, сега може да станете и да се фотографирате. Деца, чекајте, јас сакам додека сте така сите заедно со нас. Може и фотографија. Чекај, горе,